7 луѓе кои тврдеа дека се реинкарнирале. Тина Тарнер верува дека низината поранешна кариера била како кралица во Стариот Египет, настрана од искрените верувања за реинкарнација на древните келти, будисти, хиндуси и други. Имало познати поединечни случаи низ историјата на оние кои тврдеа дека живееле порано. Американскиот воен херој, генералот Џорџ Патон, славно верувал дека тој е реинкарнација на генералот Ханибал од античка Картагина. Вистински мистерии, преактивна имагинација или PR акробации. Погледнете ги овие 7 познати случаи на одземени минати животи од историјата и што ќе кажете. 1. Питагора. Гениот Питагора е познат по тоа што измислил многу незгодни работи за триаголници и филозофија, но мудрецот од Самос верувал дека во претходниот живот тој бил прославен тројански воин по име Еуфорбос. Познатиот писар Овидий тврдел дека Питагора еднаш рекол: го препознав штитот што го носев на левата рака. Неодамна во храмот Јуно во Аргос, градот Абас, животот на Питагора со векови бил обвиткан со легенди. Римјаните имале традиција дека тој е син на Аполон. 2. Кацугоро. Пред 200 години во рурална Јапонија едно 7-годишно момче се сврте кон својата сестра и ја праша: чие дете беше пред да се родиш во нашето семејство? Момчето Кацугоро потоа ја прашало својата сестра дали знаела како е пред да се роди. Зошто, рече таа. Дали? Се разбира, знам, рече Кацугоро. Потоа го запрепасти своето семејство, велики им дека умрел како мало момче, а потоа во 5 години повторно се родил, како Кацугоро. Беа направени прашања и над планината и во другото земјоделско село. Имаше семејство кое изгуби син, 5-годишно момче, од сипаници во 1810 година. Кацугоро тврдеше дека тоа е неговиот минат живот. Младото момче можеше да ја убеди својата локална заедница со деталните и точните сеќавања, што ги кажа за своето поранешно семејство, селото и начинот на неговата смрт. Водечките јапонски интелектуалци на тоа време се наредија да го прашаат момчето, а тој дури и даде мистериозна приказна за 5 години помеѓу неговата смрт и повторното раѓање. Таму, му рече момчето на еден истражувач, немаше ден и ноќ и секогаш изгледаше како самрак. Не чувствував ниту студ, ниту глад. 3. Артур Флаурдју. Во доцните 1970 години пензиониран армиски човек од Норфолк, Артур Флаурдју, гледал ТВ документарец за античка метропола Петра. Се додека можеше да се сети, Артур имал соништа и визии да живее во далечен град од камен пред стотици години. До тогаш не знаеше дека тоа е Петра. Поставен на Петра, Флаурдју контактирал со BBC, а потоа подоцна заминал на Блискиот Исток за да се сретне со археолозите на местото на познатиот град на розите на антиката. Флаурдју тврдеше дека неговиот минат живот во Петра дошол до крвав предвремен крај, а по пристигнувањето во Петра тој очигледно ги одвел археолозите на местото на убиството, на неговото поранешно јас. Тој исто така очигледно им помогнал на експертите на теренот да ги пополнат дупките, не буквално објаснувајќи им ја употребата на алатките кои досега биле необјаснети, па дури и им кажал за делови од локација што доправа треба да ги откопаат. Експерт кој бил со Артур во Јордан, според еден извештај, е цитиран дека рекол дека не мислел дека Артур е измамник и дека многу од деталите што Артур ги дал за Петра не само што се во согласност со познатите факти, туку и се додале на она што не се знаело за стариот град. 4. Дороти Иди. Дороти Иди е родена
во Лондон во 1904 година, но поголемиот дел од својот живот живеела во Египет, каде што станала позната како Ом Сети и направила многу значајни придонеси за египтологијата. По една несреќа, на 3-годишна возраст, таа почнала да верува дека е реинкарнирана античка египетска свештеничка и го задржала тоа до денот кога умрела. Како дете таа трчаше меѓу египетските артефакти во Британскиот музеј, уживајќи во гледањето на низиниот дом и низиниот народ. Иди подоцна ја сподели со други својата приказна за низиниот минат живот во Египет од 13 век пред нашата ера. Таа беше именувана Бентрешит, израсната во храм и имаше афера со младиот крал Сети. Забременувањето ја довело до ситуација на претепана од првосвештеникот, па потоа таа се самоуби за да го спаси Сети од срам. Еднаш избрала место во Египет и рекла дека за време на низиниот минат живот тоа било градина. Подоцна таму за време на искупувањата биле откриени древни трупци при посетата на храмот во Абидос. За првпат тој милениум, во секој случај, таа наводно можела да допре до одредена сцена на мурал во целосна темнина. 5. Джени Кокел. Во 1993 година, 40-годишната Джени Кокел од малото градче Таучестер во близина Нортхемптон објавила книга која станала на насловните страници низ светот. Во книгата Джени тврдела дека живеела во минатиот живот како домаќинка во Ирска во 1930-тите години. Од детството Джени имала живописни соништа и спомени од минатиот живот, но немала поим каде и која е. Гледајќи ја мапата на ирската држава, еден ден таа беше нацртана во градот Малахиде, во близина на Даблин. Потоа го посетила местото за првпат и открила дека го знае одвнатре и дека се совпаѓа со мапите и цртежите што ги правела таа како дете. Обидувајќи се да дознае повеќе, еден локален старец и рекол дека низиниот опис на жена и низиниот живот се совпаѓаат со оној на Мери Сатон. Мери починала на 32 годишна возраст во 1930-тите години, а сите деца на Мери, освен едно, беа испратени во сиропиталишта. Джени ги следеше децата на Мери, зборувајќи опширно со едно од преживеаните деца, Сони. Джени на низиното чудење откри дека нивните сеќавања од тоа време многу се совпаѓаат. Джени повторно ги споила децата на Мери по 60 години и тие верувале дека нивната мајка во најмала рака допира до нив преку Джени. 6. Вирџинија Тиге. Вирџинија Тиге беше домаќинка од Колорадо која се прослави во 1950 години откако тврдеше дека претходно живеела како ирка од 19 век. Во раните 1950 години Вирџинија запознала хипнотерапевт на забава, кој рекол дека може да го излечи постојаното кивање со хипноза. Додека била под хипноза, Вирџинија го шокирала хипнотерапевтот со тоа што зборувала сосема поинаку, зборувајќи во дебел ирски глас и тврдејќи дека е родена како Бриди Марфи во Корк, Ирска, во 1798 година. Во текот на сесиите Вирџинија ја воодушевуваше хипнотерапевтот, зборувајќи за низиниот живот во Ирска, вклучувајќи го и низиниот брак во 1818 година и низината смрт во 1864 година. Вирџинија од секогаш негираше дека поседува некакво заборавено знаење за ирска култура и историја, што можеби го добила од детството во Чикаго, но во подснежниот живот одбила повторно да биде хипнотизирана или тестирана. 7. Ада Кеј. Последниот британски крал кој бил убиен на бојното поле бил Џејмс IV од Шкотска во септември 1513 година. 40-годишниот крал бил испратен во битката кај Флоден во Нортамберленд. Повеќе од 4 века подоцна, во 1960-тите, една англиска драматургиња по име Ада Кеј го посетила полето Флоден, старото бојно
место и ги оставила чизмите на местото каде што таа тврдела дека е точното место на теренот каде што бил соборен кралот Стујарт во 1513 година. Како таа го знаеше ова? Па не од некое конвенционално знаење, според неа. Од раното детство Ада имала повторливи живописни сеќавања на тоа дека била во калливо поле и убиена од војници вооружени со мечеви и шипки. Таа израснала прашувајќи се зошто не е принц во замок или зошто нејзиното презиме не е Стујарт. Во зрелоста таа се пресели во Шкотска, станувајќи убедена дека е реинкарнација на славниот крал Џејмс IV. Во 1972 година таа напиша автобиографија на Џејмс намешани критики.